Саниран делот од кровот на средното училиште Колен Ехтенин во Штип, кој во петокот беше откорнат од силниот ветер. Брзата реакција на локалната самоуправа во соработка со Министерството за образование и наука и фирмата изведувач придонесе кровот да биде саниран, а училиштето способено за непречена настава. Настанатата штета на кровната конструкција на средното општинско училиште Колен Ехтенин е веќе санирана и училиштето веќе е оспособено да има непречено одвивање на наставата, благодарение на брзата реакција на Министерството за образование. Навистина ми е задоволство и сакам да изразам благодарност до министерката и до ресорното министерство за брзата реакција, затоа што оваа непредвидена штета која што настана можеше да влијае на наставата, на образовниот процес, но еве, благодарение на брзата реакција, веќе кровната конструкција е санирана. Она кое што сакам да го споделаме, секогаш кога имаме соработка, комуникација со ресорните министерства и оние проблеми кои што настануваат од ваков карактер се надменуваат, така да верувам дека сето она кое што во периодот ќе следи како резултат на соработката која што ја имаме со ресорното министерство ќе придонесе за подобрување на состојбите во образованието во нашиот град. Средношколците го положија тестот за зрелост, почитувајќи ги препораките од вработените, и на тој начин немаше повредени ниту вработени, ниту ученици. Јас би сакала да ја искажам мојата голема благодарност до градоначалникот на општина Штип, Министерството за образование и наука и фирмата изведувач, кои што во меѓусебна координација за 2 дена, односно 3, успеа да го санираат кровот и да го обезбедат за понатамошна непречена настава во училиштето. Исто така сакам да искажам и голема благодарност до вработените во училиштето и до учениците кои што го положија тестот на зрелост, бидејќи во петокот кога бевме погодени од силниот ветер, постапуваа согласно на сите насоки кои што им беа дадени претходно од нас вработените. Кровот на средното општинско училиште Колен Ехтенин беше откорнат во петокот кога Штип беше погоден од силен ветер. Освен кровот на училиштето, екипите на јавното претпријатие ИСАР и територијалната противпожарна единица Штип реагираа на откорнати дрва, паднати гранки и оштетени автомобили. Јорданов посочи дека пријави имало за оштетени кровни конструкции на стрешници од страна на граѓаните и додаде дека штетите ќе бидат покриени. Но и порача граѓаните да не градат дивоградби несоодветни објекти со кои освен штети може да се загрози безбедноста на сите останати.